Рецепт за Кока-кола? Се уште немам, но затоа знам како да направиме убава боза и тоа на стар начин. Значи во претходно суво тенџере, потенцирам, претходно суво тенџере, ставаме 300 грама брашно. На средна температура, не многу висока, постојано непрекинато мешаме. Веќе можеме да забележиме дека брашното ја менува бојата. Не треба тотално да го изгориме брашното, затоа што нема да може да ни се активира квасецот. Тука веќе треба да престанеме со печење на брашното. Толку. Сега ќе додадеме шеќер и вода. Додавам 300 грама шеќер. Мешаме додека не се соедини целата смеса. Сега додавам 3 литри вода. Повторно вклучуваме и вариме се додека не добие густина. Веќе почнува да личи на боза, нели? Вариме од прилика 5 до 6 минути. Доволно е. Вариме од прилика 5 до 6 минути. Доволно е. Нека не ве плаши тоа ако остане по некоја грудка. Нормално е. Секако после тоа оди на председување. Кога веќе забележуваме дека бозата ја менува структурата, т.е. станува погуста, тогаш е вистинско време да се престане со готвење. Вака подготвената боза ја оставаме неколку минути, чисто да се излади, но не тотално. Да биде млака, потоа за да го додадеме квасец. Сега, кога бозата е веќе млака, додаваме 5 грама квасец. Убаво промешуваме. Ја покриваме бозата, но не да ја затвориме со капак, туку само вака чисто, за да може да диши. И сега ја оставаме да ферментира 24 часа. Се гледаме утре. И еве, како треба да изгледа бозата после 24 часа ферментација. Токму баш вака. Ова не е расипано, ова е isfermentirano. Сега, нормално е после долгата ферментација бозата самата по себе да се згусне. Затоа ќе ја додадеме ладна вода, ќе ја прецедиме и ќе ја оставиме да се излади, убаво да се излади. Потоа е спремна за конзумација. Ќе го осетите тој мирис како на пиво, тогаш е веќе готова. Сега јас првично ќе додадам уште половина литар вода со цел да ја разблажиме бозата. Мислам дека не е доволно. Ќе треба уште половина литар. Зависно од тоа колку сакате да биде густа. Ајде да додадеме уште половина литар вода. Ќе додадам уште половина литар вода. Мислам дека сега ќе биде доволно. Да. Со помош на оваа цедалка ја прецедуваме бозата. И потоа нормално оди на ладење. Со самото ладење на бозата, на тој начин го пресечуваме ферментирањето, така да нема повеќе да ферментира. Одиме на ладење. Тука ни е веќе претходно изладената боза. Ја стави во шише, нели запубава. Слушнете го овој звук. Тоа е тоа.
На здравје, драги мои.